Барањата на рударите се реални и тие имаат легитимно право да се борат за повисоки плати и подобар стандард. Ова денес го кажа Максим Прохоров, еден од директорите во рудникот Саса, истакнувајќи дека ова се работи кои можат и треба да се решат низ диалог. Барањата за покачување на плата се реални, меѓутоа за износот и како ќе се одвиват преговори, сега се уште многу рано да се каже нешто, бидејќи преговори уште не се почнати. Менеджментот на Саса е подготвен за преговори со синдикатот, но тоа ќе го направи само со потврда за репрезентативност. Тие синдикати кои што ќе се покажат како репрезентативни во рудник Саса, односно кога ќе ни достават соодветни докази кои што се предвидени во Закон за работни односи, со кои ние ќе знаеме кои од синдикати колку членови има точно и после тоа ние сме спремни да отпочнеме преговорите или со еден или со двата синдикати во зависност од нивната репрезентативност. За репрезентативен синдикат се смета оној во кој членуваат најмалку 20% од вкупниот број на вработените во одредена компанија. Инаку, протестите во Саса се иницирани од група подржувачи на огранакот на мултиетничкиот синдикат на образованието од Македонска каменица. Тие организираа блокади на влезот на рудникот во намера да иницираат преговори за покачување на платите. Инаку, рудникот Саса е најголем рудник за олово и цинк во Македонија и четврт во Европа. Годишно рудникот остварува производство на 770.000 тони сурова руда.